Денеска ќе зборуваме за тоа како професијата го дефинира човекот, но и како човекот ја моделира својата професија. Моја соговорничка е Даниела Ваканска, собственичка на салонот за убавина Point, која што веќе децении е во оваа професија. И навистина беше предизвик да се разговара со неја и да се откријат не само тајните на професијата, туку и тајните на личноста која што се занимава со една ваква, би се рекло, креативна професија. Даниела, добре дојде. Добро ве најдов. Драго ми е што прифати да позборуваме за твојата професија, за тоа како ти се најде во оваа професија, затоа што постојано ги перципираме луѓето нели како личности, како дел од некоја работа, но ретко имаме можност да позборуваме за тоа како тие всушност се нашле во работата што ја работат. Па може ли да ни споделиш каков беше твојот случај? Дали станува збор за некоја, не знам, некој повик од детството или подоцна кога порасна свати дека ова е нешто што ти сакаш да го правиш? Да, така е. Тоа е секој повик од детството, уште од мала кога бев го сакав тоа. На наше време немаше интернет, имаше весници, така. Дури јас кога бев многу мала, беа и црно-бело. И некаде така на крајот, да кажеме, од весникот ќе има некој совет за убавина, за коса, за лице, така. И уште од мала, да кажеме, некаде 4-5 одделение. Ќе ги режам тие сите совети и си ги лепам на тетратка. И така си ја колектирав, ден денес си ја имам тетратката, ја си чуваш се уште? Ја чувам се уште. Како не ми кажа да те натерам да ја донесеш да ја видиме? Ајде, какви спомени ти буди таа тетратка кога ја листиш? Многу убави спомени. Се сеќавам како, да кажеме, тие беа совети за дома да си направиш маски, немаше на наше време маски и такви работи. Не можевме барем да си дозволиме и да ги имало. И така си се негував со тек на годините. Сакав да одам средно школа, немав прилика да одам средно школа козметичко, сепак си бев со таа цел. Завршив во наводници ради реда средното школо, кога завршив. Сакав курсеви да посетувам такви работи, се оствари тоа, но кога си одиш према целта, ти се остварува. Нема невозможни нешта. Како реагираат твоите кога им рече дека сакаш таа професија? Затоа што сепак ти си многу години во оваа работа, предпоставувам дека тогаш немаше мноштво на салони за убавина и беше нешто што е поневообичаено. Беше дури и табу тема. Така, во моментите кога ти во тие години кога ти си влегувала, се уште било реткост. Да. И како им се чинеше? Па не беа многу среќни. Мора прво да се заврши школа. Не може без школа ништо. Значи мора прво школа, а после шо не може баш и шо сакаш, ама и за тоа време дури и дедо ми, нели, тие исто така беа важни во во нашите одлуки. Така е. И тие, кој ќе ти дојде на козметичар? Што е това? Нема шанси, не јас. И исто пак ќе кажам со таа цел. И инсистирав. Вложуваше енергија да ги разубедиш? Да, и тоа многу требаше енергија за тогашно време, сега е многу лесно. Така е. Сега има и на интернет, сите гледа дека е потреба на некој начин, дека е убава работа, дека е веќе сите одат на козметичар. Имаме, нели, клиенти. Тогаш, пред 20 години, дали минимално некој ќе ти влезе или така требаше да се бориме за да имаме клиенти, за да се бориме некоја жена. Жените не беа како денес. Сите знаат дека сега треба жената, дека сега тоа е потреба. Тогаш беше претерано многу луксус. За да се оде на козметичар. Ти сега таа жена со такво сваќање ти треба да натраш да дојде на маникир. Така е. Интересно е тоа дека кога си, колку години си всушност, можеме ли да направиме некоја, не знам, некоја хронологија, колку време се занимаваш со 20 од кога работам. И предходно дома така си ги средував другарки, комшивки, додека уште немаше шанса да отворам собствен салон. Отидов после некој време за странство, исто таму некои курсеви посетив, од кога се вратив.
После тоа салонот и така, некаде од прилика Практично, 20 нешто години. Да, во целиот тој период можеш да посведочиш многу промени во навиките на луѓето, во потребите на луѓето. Велиш многу ретко влегуваа порано, нели, на почетокот од твојата кариера, жените или генерално клиентите во салонот. Што тогаш беше нешто што најчесто се прави како услуга? Како изгледа денес? Може ли да направиме споредба? Вегите беа најчесто, сите почнаа обликување на веги. Така, имаше третмани на лице, најчесто тие за чистење, за акни, за тоа, потребите. Пак ќе кажем, луксузот речиси и не. Нели, тие за освежување, за против брчки, тоа исто така беше, нели. И најобичниот маникир, само средување кутикули, обликување и лакче. Најобично лакче. Значи, тоа беше, имаше потреба за педикир, некој да кажеме, не само петите, него на некои ногти така им влегуваат ногтите во кожата и така тие потребните педикири, како да кажем во наводници или медицински. А сега депилација, раце, депилација, малце, нозе, така, интима никако. Тие беа табу тема. И потоа многу ретко потоа со тек на времето, бидејќи ние бевме и фитнес центар. Ние бевме фитнес центар за жени. Тоа беше исклучително добро за мојата област, бидејќи жените тогаш се срамеа да одат на теретани, на фитнес центри каде што има мажи. И затоа ние бевме за жени и тие беа послободни да доаѓаат. Бидејќи само жени има таму и нема никој да те гледа. Нивни простор. Да. И така постепено јас сум тука, правам маникирче, па некој ќе види, така и ајде и на мене, знаеш, и тоа постепено така се прошири. Да. И жените се повеќе имаа желба да се негуваат. Потоа дојде интернетот, па почнахме да се рекламираме. Колку влијание изврши во оваа област? Големо ли беше? Интернетот големо многу, затоа што можеш да се рекламираш, можат луѓето да видат што правиме, што е тоа третман, како е третманот, што е маникир. Да сватат дека голем дел од услугите што ги гледат во странство се достапни и тука. Да. Имаше ли голем, спомна дека на почетокот, пред да почнеш да се занимаваш со оваа работа, беше во странство, беше во Британија, ако не се лажам. Имаше ли разлика? Во тоа време таму. Како изгледаа салоните? Не баш како сега што сме ние, ама тука некаде многу понапредни. За тоа време зборувам, за 2001-2002 година кога бев. Така, а ти и неодамна беше на некои курсеви повторно во Британија, не престануваш да учиш. Колку е важно за твојата работа да се следат трендовите, да се следат достигнувањата на козметичките компании, производители? Многу е важно да се следат и трендови, да се учи, многу е важно да се надградуваш во таа област. Затоа што има постојано нешто ново. Ново има секогаш и многу, пак ќе кажем, достапно е сега се преку интернет, не преку интернет да се учи, никако тоа, но да дознаеш каде можеш да научиш. Да, многу лесно не информираат, каде ќе бидат тие курсеви, да кажеме, или обуки, или само презентации, зависи фирмата што ќе понуди. И така и многу е важно да не престанеш да учиш. Чувствуваш ли самодоверба после толку многу години, кога ќе го погледнеш еден човек, што треба да правиш со него, да знаеш така, со голема доза на самоувереност, да му предложиш соодветни третмани, сега веќе нешто што би му било добро не само за кожата, туку и за личноста. Колку е важно тоа, на човек да му ја понудиш вистинските услуги, затоа што не сме сите исти. Да, самодовербата е многу битна, многу важна, за разлика од пред многу години која ја немаш и не знае, уште не си толку опитен во тоа. Немаш искуство во тоа, а сега, после 20 години, многу карактери, многу различни типови на кожа, различни типови на луѓе, искуството си го прави своето. Каков човек треба да бидеш за да работиш со толку многу луѓе? Прометно е како во некоја ординација, предпоставувам, легуваат различни луѓе со различни нарави. И каков треба да бидеш ти како предприемач, како човек кој што ќе работи, ќе ги услужува, ќе ги забавува? Прво мора да си флексибилен. Потоа мора да бидеш и
да ги сватиш карактерите на луѓето, дека тој си е посебен карактер и ти треба да се прилагодиш према него, ако сакаш да остане клиент, ако не смееме да се подбиваме, нели? Клиентите секој се во право. Така да. Како би да е карактер, ти треба. Исцрпува ли тоа понекогаш? Да, исцрпува. Најмногу енергијата, нели? Енергиите се поклопуваат, а некои не се поклопуваат и така да бара повеќе енергија од нас, за да се прифатат. Ја променија ли клиентите, твоите клиенти, перцепцијата за тоа што значеше нега низ годините досега, од 10 години наваму, дека порано можеби нели било само разобувување по потреба, третман пред некој важен настан, па потоа шминка и така натаму, а сега како се перцепира негата за себе? Сега малце повеќе отколку тогаш, нели, дека сега веќе знаат дека е многу важно да си негуван, него, нели, порано. Сега да, малце повеќе и најмногу пак ќе кажем, интернет го направи тоа. Интернетот тоа е достапноста до информациите, дека тоа не е луксуз, дека е потреба, негата. Не само шминката, негуваното лице. Исто така е шминка. Да, апсолутно. Шминка на нашата кожа, понекогаш на нашата личност. Маникирот на рацете. Те познавам надвор, нели, од твојата професионална работа и знам дека водиш голема грижа за здравиот начин на живот, дека знаеш да ги посоветуваш своите клиенти. Колку е важно човек да во каква состојба е, во каква здравствена, во каква ментална состојба, за да се работи на неговата надворешна убавина? Да, многу е важно. Здравата исхрана е многу важна за здрава кожа, здрава коса. Многу е важно што се внесува од внатре. И од надвор да, но од внатре исто така. И многу е важно како се чувствуваш убавата енергија од внатре. Например, кога имаме некои третмани за, да кажеме, за опуштање, за против брчки, за убава кожа, имаме подготвителен третман, подготвителни масажи за клиентот да се опушти, за да може подобро да навлезат тие кремови, маски и серуми во кожата. Што би подразбирал тој подготвителен период? Па тоа се некои, да кажеме, 10 минути специјални дишења, специјални масажи, специјална масажа на клиентот. Соодветна атмосфера правите, предпоставам? Апсолутно, музика тоа дефинитивно. И се масира околу 10 минути масажа. Има со специјални точки, да кажеме, како акупресура еден вид. И за да се подготви клиентот да биде опуштен за поубаво да навлезат, бидејќи кога клиентот е стегнат, кожата е исто стегната, не може да навлезат маски, кремови, серуми така. Да се вратиш сега наназад, би ја одбрала ли повторно оваа работа? Повторно истата. Немаш двумење? И со сите, нели, не знам што би работела ако не е таа работа. Значи, многу се борев и со родителите. Да. За да станам тоа што сум, ама бев многу упорна, многу ја сакав професијата. Сигурно е големо олеснување кога човек знае што сака да работи, што сака да прави и кога работата е задоволство. Со насмевка доаѓаш на работа, како успеваш да ја одржуваш 2 децени енергијата и љубовта кон истото нешто? Љубовта е таа кон работата. Љубовта е кон работата, што ме одржува така да бидам секогаш со таа енергија. Ја сакам премногу работата и во ниеден момент не сум рекла леле, не можам веќе тоа. И покрај многу напорно, нели, со клиентите, напорно е некогаш, многу клиенти. Не е секогаш весело во работата. Не е секогаш весело, не се сите. И ти ја познаваш и кожата, познаваш и шминката, како треба да изгледа, меѓутоа клиентот не го сака тоа. Така е. Ти треба да го прилагодиш и тоа што е правилно и тоа што тој го сака. Така да тука треба многу енергија. И не ти се смачило до сега? Не. Кои ти се најубавите моменти во работата? Може да издвоиш кога ги правиш шминките, може би кога ги правиш... карневалската. Карневалската? Да. Карневалската шминка ми е најинтересна. Маникирот ми е убав, така. И третманите ми се посебно... И ти ли се релаксираш кога ги правиш? Да. Мора да бидеш релаксиран за да клиентот го примети тоа. Тие чувствуваат.
Да. Чувствуваат како и сега ние што чувствуваме дека енергијата дали е добра или не. Да, и добра ли е енергијата сега? Премногу се гледа по нас. Се гледа тоа, се чувствува. И клиентот треба да го почувствува тоа. Инаку, ако си напнат, исто тие го чувствуваат тоа. Апсолутно. Се чувствува не само на третманот, на маникир, педикир, на се. Ајде позборуваме за карневалската шминка, затоа што е спомна, за еден месец имаме карневали. Со години ги правиш, најразлични креации. Беше ли тешко да се усоврши, затоа што тоа е нова уметност врз лицето? Да. Не беше многу тешко, бидејќи ако, нели, внатре ако имаш некој талент, не е тешко да само се усовршуваш, да кажеме. Од годините немало и толку карневалски шминки кои што има сега. Нели, тогаш требаше да импровизираме со кармини, со креони, многу малце имаше, не ни беа достапни, не ни беше тие големите градови не ни беа толку достапни за да одиме да купуваме такви шминки, да кажеме за од годините. Зборувам, сега се е достапно, се може, се интернет гледаш ги, тогаш требаше јас да ги измислам. Маските немав од каде да видам каква нели некој ќе ми дојде сакам тигари, јас треба само да се го фантазија сега да, е многу, сега е многу визуализираш. лесно. Гледаш и црташ, ако имаш во раката талент и црташ. Едноставно. Да. Не само со шминки за карневал, имаш искуство и со професионалните шминки кои подразбираат шминкање на сетови. Без разлика дали тоа било за филм, за некоја реклама или некое друго снимање. Што е разликата со таа шминка? Има разлика, да кажеме, шминка за камера. Има разлика, филмска шминка, шминка за реклами, има многу голема разлика. Шминка за вечерно, за денско излегување, има многу голема разлика во тие. Да кажеме сега, има многу правила. За камера не сме да има сјај, не сме да има сјајна исто сенка, треба да биде се мат. За разлика од вечерните, треба да биде посјајна, треба да биде појака, или за слика. За сликање е сосем различно. Некој би рекол дека е едноставно, а всушност е големо знаење и голема мајсторија шминкањето, затоа што подразбира многу вештини, познавање на боите, на текстурите на производите. Им се случува ли сега да ја погледнеш некој производ и да знаеш зошто би можела да го користиш? Да. Не ти потребна декларација или некое друго објаснување? Не, знаеш. Едноставно се знае. Ми беше многу драго што имаме можност да зборуваме. Се надевам дека ќе дојдеме гости кај тебе некојаш во салонот, па ќе позборуваме конкретно за одредени теми од твојата работа, затоа што е повеќе слојна, различна и има што да се зборува. И исто така ми е драго што имавме можност да ја споделиме твојата приказна, една порака за младите кои што се двоумат дали да го изберат својот пат, да се негуваат. Да се негуваат пред се. И да веруваат во себе. Да, апсолутно, да. Ви благодарам за поканата. Ми беше драго. Во секое време ти благодарим уште еднаш.